Алфа телевизија и Министерство за култура на Република Македонија ви представуваат Вкусот на традицијата во уште една мисија за представување на македонската традиција низ светот. Наредна дестинација Бразил. Santana, com bola bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, aí cê perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, aí cê perde a linha, né? Vem cá, chega aqui mais pertinho, vem. Não vai embora não, deita aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Com bola bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você. Екипата на Вкусот на традицијата пристигна некаде по полноќ на аеродромот во Салвадор. Утредента срдечно бевме пречекани од нашата домаќинка господјата Глаусија Родригес. Tá com Luan Santana. Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar. O copo com gelo com a bebida misturada. Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar. O copo com gelo, galera. По краткиот работен состанок, домаќините, како што е редот, не однесоа на плажа, за да се искапеме во океанот. Според нивните обичаи, ова значеше прочистување на телото од зли духови и негативна енергија. Почитувани гледачи, добар ден! Од минус 10 степени на плюс 30. Екипата од Македонија, екипата на Вкусот на традицијата, го прелета Минхен, Лисабон, Португалија и слетавме токму овде во Салвадор, Баија, во Бразил. Сакам посебна благодарност да искажам на Министерството за култура и почитуваната господја министерка Елизавета Канческа-Милеска, пекара специјал, Ултра Лонгуров Штип и винарија Далвина. Благодарам, драги наши пријатели, што ни овозможивте да ја промовираме македонската култура, традиција, музика, фолклор, токму овде во Имбасаи, во Бразил, Салвадор, Баија.
На враќање назад поминавме низ еден мал дел од Имбасај, за да ги разгледаме убавините на ова мало село. Сепак, највпечатливо што забележа нашата камера се разнобојните фасади на куќите. Типично за Бразил, нели? Лонгуров, место каде се ужива само најдоброто. Амбиент, морски специјалитети или пак македонска традиционална кујна. На закуска или пак на вечера, Лонгуров е вистинското место за вас. Ресторан до штип со 3 звезди. Тие што пробале знаат, а останатите раскажуваат. Лонгуров. Винарија Далвина. По нашата мала прошетка, време дојде за ручек. Нашата домаќинка, господјата Родригес, не однесе во ресторанот Сомбра да Манжера, каде што ќе вкусиме неколку традиционални јадења. Баија, провинцијата, се наоѓа во североисточниот дел на Бразил. Многу години, стотици наназад, Салвадор, главниот град на Баија, бил главно пристаниште каде што со бродови се донесувале робовите од Африка. И токму затоа во ова провинција Баија најповеќе влијание има африканската кујна. Робовите доаѓајќи и работејќи овде на плантажите на кафе, со себе ги носеле и нивните традиционални јадења. Всушност, овдека доминира најповеќе храната од граф и ориз и погачиците кои што се прават од граф и се полнети со ракчине. Eu tava mal na vida, fiquei gatinho no BBB, eu tô tirando onda. Pareço artista de TV, eu tinha uma kitnet, ninguém caía no meu frete, então eu resolvi vender na internet. Depois comprei um flat, eu comprei um flat, agora eu tenho um clube e tô cheio de tiete. Até um mês atrás eu só pegava piriguete na kitnet. Официјалниот јазик на Бразил е португалскиот јазик, затоа што многу стотици години наназад Бразил била португалска колонија. Доаѓајќи со бродови масивно на португалците овде во Бразил, доаѓале претежно сами без своите жени. А нив им готвеле индијанките. И точно им готвеле староседелски јадења. И они почнуваат да се навикнуваат токму на таква храна, која што со текот на годините станува и традиционална храна. На почеток, храната им била сервирана поради големото присуство на палмите, на палмини листови. А со текот на годините, португалците направиле една модификација и започнали и ги научиле бразилците да ручат, вечерат и да сервираат својата храна токму на маса. Овдека не очекуваат многу изненадувања, многу несекојдневни работи за нас и токму затоа ја карактеризираат бразилската кујна за една од најспецифичните кујни во светот. Иако Бразил е позната земја на фудбалот, знаеме многу работи за бразилскиот фудбал и навиваме, меѓутоа многу малку работи знаеме за бразилската традиционална кујна. Токму затоа специјално за вас вкусот на традицијата е во Бразил Баија да ги открие тајните. Só as top no meu flat, na pegada paniquete, na pegada paniquete. Até um mês atrás eu só pegava piriguete, na kitnet,
После убавото време поминато на плажата, дојдовме во овој прекрасен ресторан, да господјата Глаусија ќе ви објасни каде се наоѓаме сега и што ќе јадеме. На Баија сме, на една плажа оддалечена од прилика 70 километри од Салвадор. Се вика Диого, во ресторан што се вика Собра де Мангеира. Мангеира, манго, е дрво што дава плод манго и многу е вкусно. Пиеме вода од кокос, која исто така потекнува од овој предел. И нарачавме чорба од риба, што туку уловена, сготвена со палмино масло од палмино дрво што расте тука. Нешта со потекло од регионов. Me conta aí, Zé, como é que é essa história? É assim, Thiaguinho, ó! Agora sou eu quem mando, agora eu que decido o que pode ou não pode. Ah, deixa comigo, beijar na boca pode, fazer gostoso pode, e se apaixonar não pode, não pode, não pode. I like this one. Cupuaçu. Многу добар вкус. Значи има повеќе видови на вкусови како крем, пена, како сладолед. Не можам да кажам на што ме подсетува. Ниту ананас, ниту банана, ниту манго. Pode namorar com você, não pode, não pode, não pode. Fazer loucura? Pode. Алекса Лейнер е десната рака на Глаусија и токму сега ќе ви објасни што е сето ова на трапезата за нашиот денешен ручек, традиционален бразилски ручек. Here we have a traditional dishes. На масата имаме традиционалниот баија. Во оваа чинија имаме риба, која се вика мукека. Мукека, традиционална риба. Made by fish, coconut. Со кокосово млеко. Милк со млеко од кокос. И зачини, многу зачини. Tomato, etc. This is Ова е пиреау. Направено е од брашно и сосот од рибата. that you see here. This flour together with the sauce of the fish. They mix the sauce of the fish together with the Типично за овој дел тука. Ова е, сите знаете, ориз. Тука имаме друг вид на пиреау, со друг вид на брашно. other pirão with another kind of flour because as you can see is Ова, како што можете да забележите, ова е побело. Ова е типично вегетаријански оброк. Луѓето како мене кои не јадат риба и месо го јадат ова. vegetarian. So I eat this one that is made by Тука има јајца, моркови, компири, зелка, кромит и друго. everything, onion as well. Сега ќе ви кажам каков е вкусот. Да пробаме, повелете. E acelei pra lá. Eu parei, eu olhei e não acreditei. Parecia areia o lugar que eu entrei. Eu pirei, tô me sentindo rei. Мене ова ме подсетува, многу е сличен вкусот на нашиот малешевски компир и она што се нарекува кашкан компир. Дури мирисе и на некои пиперки. Да, има внатре и пиперки и патлиџани. Да пробам рибата. Ова кај нас би дошло нешто во превод како манџа од риба. Beija minha boca. Леле, е прекрасно ова. Louca, beija minha boca. Eu vou virar chiclete dentro dessa boca louca. Yeah, yeah. И
И како и секаде кај што бевме досега, така и овој пат не останавме незабележани. Следуваше интервју за бразилската телевизија. Voltou estourado, é mulherada, eu tô largado. Voltou estourado, voltou estourado, voltou estourado e meu avô. Не сте биле во Бразил ако не сте пробале кокосов орев. Нашиот добар пријател Северино ова утро ја пречека Адриана со утринава набран кокос. Quem me teve foi minha mãe, quem me criou foi minha avó. Ela não me deixou só. Desde pequeno eu ouvi ela falar: meu filho estude para um dia se formar. Já esse ano eu vou contratar minha avó. Meu filho, faça o que é melhor. Escute agora o conselho que eu vou lhe dar. Não tem nada do mundo melhor do que farriar. 18 anos não queria nem saber. Só beber, curtir, farriar. E quando eu chego logo eu volto pra adorar. Eu vou descendo agachadinhos e papo. Потоа Адриана се обиде сама, но тешко одеше. Curtir, farriar. E minha avó todo tempo me liga. A festa é boa, é hoje e nós vamos pipocar. Tem o Gustavo Lima e o bicho vai pegar. Eu já liguei pras gatas, as mais lindas sem noção. Camarote lotado, só tocando os pancadão. Eu desço champanhe, as mina pira e paga pau desço. Не треба со некого да се гледате секој ден, да се слушате секој ден, а да му ја чувствувате енергијата. И едноставно тоа што е таа. Таа е многу моќна, силна, токму со својата духовност и непосредност. И токму со неа спомените остана безвременски. Ја запозна во Сао Пауло во 2008 година. А конекцијата со неа трае и до ден денеска. Не поврзува нешто невидливо, не поврзува љубовта кон музиката, кон фолклорот, кон песната, кон духовниот живот. Имам огромна чест да ја представам дамата на која што јас се восхитувам и која што е мој идол, госпоѓата Глаусија Родригес. Глаусија, што сушност ќе кажеш за себе, за Глаусија Родригес? Која е Глаусија? Јас сум Глаусија Родригес, собственичка на приватен универзитет во Сао Пауло и организатор на фестивалот за светски ора и песни Centro de Estudios. Светските фолклори се моја најголема љубов. Има многу празници, различни култури, различни јазици овде во Бразил. Луѓето со огромно задоволство учат за другите народи, стари култури и толку многу убави традиции преку танцот, преку делата на Адриана што ни ги представи. Многу се заблагодарувам на Министерството за култура на Македонија и на можноста да ги спои бразилската и македонската кујна. Забележавме и евидентиравме дека бразилската традиционална кујна содржи многу месо, многу граф, ориз, потоа има влијание африканската кујна многу, поради вашата историја, нели, токму на овој крај, а забележав дека токму овде каде што се наоѓаме ние и на самиот семинар, се јаде многу здрава храна. Овошји и зеленчук кој што е неповторлив, такви вкусови и зеленчуци и овошја кои што ги има токму само во овој регион на Бразил. А забележав дека вие сте вегетаријанка. И сите овде се хранат токму така на семинар. Дали е тоа ваш избор? Вегетаријанството е мој посебен избор, но тоа е мој избор. Вегетаријанка сум веќе 30 години. Имам 4 деца кои се исто вегетаријанци. Бев многу млада кога почнав да вежбам јога и инструкторите не ориентира кон вегетаријанска исхрана. И се чувствував добро и се прилагодив на тоа.
Јас мислам дека така стануваме физички повешти, но тоа треба да биде личен избор. Не е неопходно сите кои се вегетаријанци да имаат и духовно поврзување. Според мене, обитно е што имаме внатре во срцето. Да имаме добро и чисто срце, па човек во тој случај може да јаде што сака. Глаусија Родригес е позната хуманитарна личност во Бразил. Ја сака ците. Позната е по тоа што помага на сиромашните луѓе. Им дава храна, љубов, помага на децата, на сите што се загрозени, им ја дава и својата љубов. Глаусија, во тие моменти, кога помагаш и кога даваш се од себе, како се чувствуваш? Затоа што ти успеваш да ги задржиш сите околу себе, да останат лојални целиот живот на тебе. Како се чувствуваш кога го правиш сето тоа? Според мене, тој е погледот што го имаш за светот. Ти си сето тоа што ми кажа. Но јас верувам дека ако човек има можност да направи нешто, да помогне на другите, тогаш нека го стори тоа. Ние сме на планетата да ја направиме малку подобра. Секој во својата област да направи нешто, со побратимство и со љубов. Така секој ден светот ќе станува се подобар. Верувам дека убавината што ја носиме толку преку физичкиот изглед, колку и преку културата и танцот, песните, кујната, толку многу богата и вкусна. И тоа е дел од нашиот живот и го разубавува светот. Глаусија, утре ќе имаме една несекојдневна можност, каде што жените од африканското потекло ќе готват на еден специјален начин, на специјален ритуал, специјално за отварањето на семинарот. Велат дека таму не може да влезе никој. Меѓутоа, тие ни дадоа нас можност да бидат снимени благодарение на тебе. Што всушност ќе се случува утре, Глаусија? Тоа е многу важен настан. Јадењето сготвено ова утро се вика каруру. Обично се прави во септември. Го сготвив сега, бидејќи овој период сум на одмор. Секоја година го правам, а луѓето го готват како ветување, благодарност и нудат многу храна. За сиромашните деца се спремаат мали оброци и се делат по заедницата. Колку повеќе даваме, толку повеќе добиваме. Оброците се прават во куќи на кандобла, во африканскиот дел. Ми ги отворија вратите за да се запознаам со културата, каде кујната е многу битна. Секој светец има свое јадење. Секоја прослава има соодветно јадење. Секое јадење има своја цел. И тие нудат многу храна за светците, кои се невидливи, но се верува дека треба да се хранат. Поради тоа сметам дека религиите и храната се многу битни. Ресторан Лонгуров оваа зима ќе не загрева со прасечко и јагнешко и добро црвено вино. Дојдете, пробајте и уживајте. Тие што пробале знаат, а останатите раскажуваат. Лонгуров. Vinaria Dalvina.
И како што најавивме со господјата Родригес, утредента отидовме во Ареијас да го снимиме подготвувањето на храната за свеченото отворање. E a cerveja gelando, e se quiser pode vir, chegar mais perto, vem cá. O sertanejo é assim, vambora, vem misturar, só não demora. Vai começar um movimento e é agora. Ninguém pode ficar de fora e não demora. Драги мои, што туку пристигнахме во Ареијас, а тоа е местото каде што се случува ритуалот за приготвување на храна, духовното приготвување на храна, што е многу важен момент токму овде во Бразил. А што ќе се случува? На кој начин и зошто? Сето тоа нашиот пријател Адолфо ќе ви го објасни. Сега не пречека, меѓутоа ни даде една света вода и без неа не можеме да влеземе. Ова утро ја пречека Адријана со утринава набран кокос. Потоа Адријана се обиде сама, но тешко одеше. И како што најавивме со господјата Родригес, утредента отидовме во Ареијас да го снимиме подготвувањето на храната за свеченото отворање. Вањето на храната за свеченото отворање. Океј? Еднашка, два пати, три пати. И сега можеме да влеземе внатре. Ok? Fazendo pararam pam pararam pam 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 pararam pam 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 pam. Tá todo mundo louco fazendo pararam pam pararam pam 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 pararam pam 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 pam. João Lucas e Diogo fazendo pararam pam pam. Tá todo mundo louco fazendo pararam pam pam. João Lucas e Прекрасно уреден двор со посебно катче за секој светец. Não esquenta pra balada sair só pra moer. Vamos pegar uma gata, meu sonata, fui bater. Fiquei desesperado, pensei, eu tô de pé. Nessa situação não vou pegar nenhuma mulher. Не пречека најстарата жена во храмот. Ја нарекуваат мајка на куќата. Има повеќе од 90 години. No galpão eu vou pegar logo um carrão pra mim. Mas quando cheguei lá, achei a garagem vazia. Só tinha uma Kombi, hoje não é o meu dia. Se não tem outro jeito, eu vou de Kombi, mas eu vou curtir. Vê se vai, assim ó. Vou sair de Kombi. Е, сега одиме во кујната. Шанго се прави со црн граф, ракчиња кромит, подпечен граф, замотано во лушпа од банана, јаткасти плодови, млеко од кокос, кромит, ракчиња, жижи, кокосово млеко. Ова е едно од најтрадиционалните и најстарите јадења токму од овој крај под влијание на африканската култура. Токму ова јадење, значи ова е лист од банана, внатре е полнето со граф, кромит и мали беби ракчиња и се витка во овој лист и се вари нешто слично како ние што ја правиме сармата од лозов лист. Значи целото ова јадење треба да знаете дека е правено со палминото масло, што африканците доаѓајќи во Бразил го донеле со себе и секое едно јадење се приготвува со света вода. Eu tava mal na vida, fiquei gatinho no DVD, eu tô tirando onda, parece artista de... Леле, колку е вкусно! А ракчиња и граф. Tô cheio de tiete, até mês atrás eu só pegava piriguete. Na kitnet, agora é Patricinha, só stop no meu flat. Na pegada paniquete, até mês atrás eu só pegava... Да го пробам ова акараже. Na pegada paniquete, Ова нешто ми личи како наша мекица. Меѓутоа има нешто внатре.
и многу е доминантен вкусот на палминото масло и многу убава црвена боја има. Од компир и кромит направено тесто, а воопшто не би приметила. Не би препознала дека ова е компир, мислам дека е некое тесто како наша мекица, меѓутоа е многу вкусно. Vatapá. Гватапа. Гватапаи ou гватапа? Гватапа. O vatapá é feito de pão, Јаткасти плодови, млеко од кокос, кромит, ракчиња, жижи, кокосово млеко. camarão, gengibre, né? Amendoim e castanha. E o leite de coco. Agora eu tenho um clube e tô cheio de tiete. Até um mês atrás eu só pegava piriguete. Na kitnet. Agora é Patricinha, só as top no meu flat. Na pegada paniquete, Até um mês atrás eu só pegava piriguete. Сега сме веќе во дворот на куќата и тука приготвената храна се изнесува надвор и ќе оди право во Имбасаи, во местото каде што ќе се отвори свечено светскиот фестивал на фолклор и ќе се послужи оваа духовна храна на сите учесници за да им ја прочисти енергијата, да останат здрави, сретни и весели. Сега ќе ни објасни господјата што е сето ова подготвено. Ова е каруру. Каруру. Caruru. Се прави од киабу, ракчиња, кромит. Cebola. Каруру е всушност името на храната што се готви и што се дели на сите луѓе. Инаку овој ритуал овие луѓе го прават секое утро. Стануваат во 3 часот наутро и готват. Ова храна инаку ја делат и на сите сиромашни, доаѓаат и ги нахрануваат. Потоа Aqui é o ovo. Ова е јајце на сите им се допаѓа. Todo mundo gosta e tem que ter. Aqui é Кокошка, a galinha, сос од црвен клас, ракчиња, кромит. né? Aqui é o moloquim de Oxum, feito de milho vermelho, camarão, cebola. Moloquim de Oxum. Тука е црниот граф, сготвен со ракчиња и кромит. Feito com camarão. Ова е белиот граф на Нана и Ошала. Aqui é o feijão branco, inanã, oxalá. Aqui é o arroz. Оризот е на манжа. Aqui é o Ова е feijão гравот, fradinho. исто сготвен со кромит и ракчиња, на уепо и уејо. O ió e o epô, que é o azeite. Банана пржана во палмино масло. Azeite de dendê. пржена банана или печена и пржена и печена во палмино масло. Мислам дека е компир, воопшто не ми наликува на банана. Aqui é o milho branco, feito também, não no azeite dendê, mas no azeite doce, com camarão e cebola. Pertence ao Oxalá e é manjar. Тука е овошјето што му припаѓа на аќепока. Ова е бела пченка, сготвена не на палмино масло, но на благо масло со ракчиња и кромит, за манжа и шала. Денес сите се во морето и се бањаат и се заштитени од аќепока. Eu pirei, tô me sentindo rei. Era tanta boca louca e nem sei quantas eu beijei. Потоа следуваше мала обиколка низ светиот храм и кратко објаснување за значењето на светците во кои тие веруваат. Dedinho na boca, boca louca, beija minha boca. Eu vou virar chiclete dentro dessa boca louca. Eu quero ver a mulherada louca, louca, louca. Mostra a barriguinha e põe o dedinho na boca, boca louca, beija minha boca. Eu vou virar chiclete dentro dessa boca louca.
Saí de casa assanhado, o som do carro no talo, na batida do Arrocha tocando Fred e Gustavo. Tinha uma luz no céu que mostrava algum lugar. Eu não pensei duas vezes e acelerei pra lá. Eu parei, eu olhei e não acreditei. Parecia um areia no lugar que eu entrei. Eu pirei, tô me sentindo rei. Era tanta boca louca, nem sei quantas eu beijei. Eu quero ver a mulherada, louca, louca, louca. Mostra a barriguinha e põe o dedinho na boca, boca. На крај бевме испратени со голем благослов и желби за добро здравје, мир и спокој на душите. Mulherada, louca, louca, louca. Mostra a barriguinha e põe o dedinho na boca, boca, louca. Дојде моментот за свеченото отворање на фестивалот. Подготвената храна од светиот храм во Ареијас најпрво се сервира за најмалите. Дечињата седнуваат на подот, а возрастните прават круг околу нив со молитва во себе. Потоа следува обредни песни и танци. Cosme e Damião, a sua casa cheira, cheira a flor de rosa, cheira a flor de rosa. No dia da pesadeza. И како што веќе најавивме уште во Ареијас, храната беше преубава и сите гости уживаа во неа. Поручекот следуваше забава за сите, со бразилски танци и песни.
que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Que hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.